Добро утро, се наоѓам во дворот на музеот на музеите на Македонија, па некако што најави, ќе зборувам со доктор Владимир Боцев, етнолог во етнолошкиот музеј при музеите на Македонија. Добро утро, како сте? Добро утро, благодарам, добро. Една убава тема, се одбележува недела, не мора да е тоа и недела. Колку е значајно етнолошкото наследство во нашата држава и колку можеме ние како држава да се пофалиме дека имаме изобилство на етнолошко наследство, културно наследство, како нематеријално наследство и колку овде во музеот имаме некако во фондовите, во фундусите. Да. Благодарам за поканата, актуелно прашање, постојано, значи во нашата струка, да кажам, во музеологијата, во музејската дејност. Културното наследство е многу значајно за нас, особено во овие последни децении и воопшто. Ние знаеме да кажеме, имаме богато културно, традиционално културно наследство, тоа е живо, тоа е дел од тоа наследство, особено материјалното е веќе во депоата на музеите низ Македонија, меѓутоа има еден друг многу загрижувачки процес, да кажам, затоа што оно што е собрано до сега е собрано, складирано во нашите депоа, не само во музеот на Македонија, туку и во другите музеи. Меѓутоа, оно што се случува на терен е загрижувачко затоа што според моето искуство до сегашно теренско што го имам, кога сум почнал од 90-тите години па до денес, некако сето тоа се губи. Она што беше во 90-тите години веќе го нема. Особено зборувам за материјалното културно наследство, како што се носиите, предметите од дрво, од метал и така натаму. Затоа што можам да ви кажам еден пример, пред 10 години точно. Загрижувачки сакате да кажете нема континуитет во собирањето или? Да, нема континуитет, меѓутоа и веќе на теренот многу тешко се наоѓаат предмети кои што се предмет на нашиот интерес. Еве ќе ви кажам еден пример од 2014 година, кога бевме на терен во општината Старо Нагоричане, значи баравме предмети за конкретна изложба, беше многу тешко да ги најдеме. Значи многу тешко да ги најдовме и направивме изложбата, меѓутоа сакам да кажам дека сето тоа полека го исчезнува. А тоа ни кажува дека ние како музеи, како етнолози треба да го смениме концептот на прибирање на предмети кои што се вредни за да бидат во музејските депоа. Значи не мора ние да бараме нешто што било од 50-тите години или подоцна, значи треба да се прилагодуваме кон современите текови на општественото живење, затоа што не можеме значи традицијата нешто не е конзервирано, не е нешто константа, толку таа си се менува полека, така што ние треба да го следиме тој тек на менување на традицијата и да собираме предмети кои што се сега актуелни. Например, ние немаме предмети од 50-тите години, кога например за по куќња, немаме од 60-тите, немаме од 70-тите, од 80-тите. Значи, тоа било, да кажам, таква политика се водела. Меѓутоа, морам да кажам дека од основањето на нашиот музеј па до денес се собрани многу значајни предмети, кои што сега на теренот не може ни да помислиме дека ги има. Меѓутоа, политиката на откуп е исто така загрижувачка. Јас ќе ви кажам пример, кога дојдов јас на работа во музеот, 86-та година, имавме 18, околу 17, да речеме 18.000 предмети. Значи, поминаа 37-8 години, а ние не стигнахме до 20.000. Значи, за оваа година. Така што мора да се обрне внимание на откупот на предмети, меѓутоа исто така да се обрне внимание и на зачувување на нематеријалното културно наследство, затоа што во музеите не се чува само материјалното културно наследство, туку и нематеријалното. Особено затоа што и тоа постојано се менува. Особено затоа што се испустуваат селата. Ние сме се уште свртени кон селската култура, да кажем, која што е темел на традиционалната култура и нема кој да ја одржува. Еве, јас сум бил 2010 на терен, каде што имал
имало еден обред, после 5, 6, 7, 8 години, тоа го нема веќе. И кога ги прашувам луѓето зашто, па вика нема кој. Така што мораме да бидеме постојано присутни на теренот, што ни фали во ова последниот период, можеби 10 години, постојано да бидеме на теренот, и да ја следиме ситуацијата и во склад со таа ситуација да откупуваме предмети и да собираме податоци за нематеријалното културно наследство. Убави препораки до јавноста, до надлежните. Морам да ве прашам во следниве неколку минути, вие сте еден од некако главните организатори на меѓународниот филм фестивал на етнолошкиот документарен филм во Кратово. Документарен филм годинава 13-ти во Кратово. Меѓународен навистина од цел свет има, можам да кажам, еден престижен фестивал каде што од целиот свет ви доаѓа, учествуваат со документарни филми, каде што може да се види ова што го зборуваме, што се собира материјалното, нематеријалното културно наследство, да се погледнат традициите на едно место во Кратово. Така, значи организатор на меѓународниот фестивал на етнолошкиот документарен филм во Кратово е Македонското етнолошко друштво. Оваа година ќе биде 13-тото издание. Започнува од 9 до 11 и ќе трае до 11 октомври. Значи секој што е заинтересиран го поканувам да дојде, влезот е бесплатен. Фестивалот се одржува во музеот на градот Кратово. Оваа година имаме 25 филмови, можеме да кажеме од целиот свет, и ќе бидат присутни 24 автори, значи само еден нема да дојде. Значи тоа е главната придобивка на нашиот фестивал, и преку авторите кои што преку годините се присутни на нашиот фестивал се шири и информацијата за фестивалот и за Македонија, секако и пред се за Кратово. Значи можам да ви кажам дека во круговите на етнолозите ни светот, во круговите на антрополозите кои што се занимаваат со визуелната антропологија, така наречена, е многу познато и се повеќе и повеќе автори се пријавуваат и сакаат да дојдат на нашиот фестивал, а тоа е значајно затоа што ние имаме можност да поразговараме со нив, да поставуваме прашања и на некој начин и самите да се надградуваме преку собирањето на различни искуства. И тука ние не застанавме, туку направивме соработка и со еден од најстарите фестивали на антрополошкиот филм, се вика НАФА, кој го организираат нордиските земји, така што до година ние ќе го организираме фестивалот НАФА и Кратово, ќе биде заеднички, исто во Кратово. Значи морам да кажам дека овој фестивал е единствената сцена на која може да се видат вакви филмови, кои што зборуваат не само за културата на народи кои што ние можеби не сме слушнале, не сме или имаме малку информации. Исто така ние можеме преку нашиот фестивал да ги покажеме нашите културни вредности тука, нашето културно наследство, секојдневието наше. Така што веламе нашиот фестивал е специфичен, единствен во Македонија, и се од година на година се повеќе, значи, расте интересот не за Македонија, не зборувам туку воопшто во светот. Навистина, само можеме да се пофалиме и гордееме за овој меѓународен фестивал за документарни филмови од областта на етнологијата, да. И значи само да кажам дека етнолошките филмови не подразбираат носи, зурли, тапани, ора и така натаму. Туку тоа е, значи, се што ќе може да ви падне на памет. Секојдневието, односите меѓу различни групи, односите во семејството, односите меѓу различните религиски групи и така натаму. Значи сето тоа. Ако зборувавме за обичаите, сега во модерно време зборуваме значи, секогаш и тука се опфатени и обредите, и меѓутоа сакам да потенцирам дека кога ќе се слушне етнолошки филм, обично тоа се помислува, меѓутоа не е тоа. Значи затоа дојдете и погледнете ги филмовите, ќе си го збогатите вашето знаење за она што значи култура во Македонија и надвор од Македонија. Владимир Боцев, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонија. Ви благодарам и вас за поканата. Студио.